Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Господине Костов, пети ден денеска собранието ќе заседава, 33 ден на улиците во Скопје и во над 30 градови граѓаните протестираат по поддршка на иницијативата за заедничка Македонија против така наречената тиранска платформа. Колку долго може да трае ваквата состојба во Македонија? Не знам дали можам да предвидам. Само знам дека за сега броиме, како и вие што прецизно сте изброиле. Значи, пети ден собранието дебатира или нешто глуми се одвива таму. Ама знам дека на улиците и плоштадите во Скопје и во Република Македонија, без малку и во сите општини, значи, над 40 поголеми, средни и мали општини, се одвива во навистинското. Го гледам со своји очи пробудениот народ, гордиот народ со високо крената глава, кој дури би рекол не протестира, туку гордо маршира да си ја зачува државата, да си го одбрани уставот и да покаже и докаже, а мислам тоа и се случува, дека ова е унитарна држава, дека ова е држава на македонскиот народ и деловите на останатите народи кои живеат во Република Македонија, или ето во уставот популарно речено заедници, на турци, на срби, на бошњаци, на роми, на власи и албанци вклучително, а не само држава на македонскиот и албанскиот народ. Значи, конечно се покажа дека харизмата е во народот. Сето тоа почна со храбриот гест на председателот Ѓорѓе Иванов, кој се одважи и кажа: не давам мандат на луѓе кои работат под диктат од странство, поточно од тирана, по налог на Еди Рама, како што ви рековте така наречената платформа. Јас би рекол, чудна феноменологија има таа платформа. Се појави како платформа. По ден-два рекоа не, тоа е заедничка изјава. Па рекоа дека е резолуција. Па рекоа дека е декларација. Не. Тоа е бласфемија, тоа е еуфемизам, наречување со најразлични зборови, нешто што сака некој да го сокрие. А тоа е удирање нож или подсекување, кршење на темелите, растурање на темелите на уставот и на рамковниот договор. Значи, оваа платформа е против сите принципи што се договорени правила на игра во Охрид со рамковниот договор, а тие пак сите преточени преку уставни амандмани во уставот на Република Македонија. Вие да барате, и ја се да не зборам напамет, вие да бараме еднаква уставот да констатира рамноправност јазична. За да тоа уставот го констатират, уставот треба да се промени. А некој во собранието покушава да ја лажи македонската јавност, а би рекол сами од себе да се лажи, само измама да си направи, дека нема да се менува уставот. Па како сега? Преку закони ќе ја симнуваме високите вредности демократски кои може да бидат содржани само во уставот, само во преамбулата и во нормативниот дел од уставот, и сега нив ќе ги дерогираме, нив ќе ги обезвреднуваме, ќе ги вметнуваме во некакви си лажни договори, се извинувам, закони, а еве прв тако би требало да биде законот за јазиците во множина, внимавајте, значи. И ќе правиме нешто што еве во основа е антиуставно. Видите, тоа не може да се случи. Рековте вие на почетокот, 32 дена се протестира и маршира, повеќе маршира отколку што се протестира. Ви тврдам дека тоа е, како да ви кажам, жолто-црвената нитка, жолто-црвената есенција на Македонија. Тоа е една голема енергија од луѓе кои секојдневно во Скопје и во сите градови од Република Македонија покажуваат дека нема да дозволат во никој случај скрнавење на уставот, нема да дозволат да се погани јазикот македонски. Видите, да кажам, албанците, тоест ја би рекол елитистите во албанската кампус. Ја не гледам дека албанците нешто се бунтуват, се против населението со кој ние секојдневно живееме, комуницираме, најнормално се однесува. И има други потреби. И најверојатно има други животни потреби за работа, за обезбедување екзистенција,
за издигање деца, образование, воспитување и така натаму, но елитистите, да бидам искрен, Славице, кои загубија на овие избори, пазите, загубија на овие избори, кажаа веднаш на изборите, ето и персонализирани, ако треба во Алија Ахмети, дека не изгуби Дуи, демек не изгубил тој, туку изгубили сите албанци, бидејќи се навали бројот на албански пратеници, еве Дуи се преполови, отидоа преку ноќ или преку ден во Тирана, седнаа со Еди Рама, така наречениот регионален лидер, кој му се нише сега столчето и најверојатно ќе ја изгуби власта во Албанија, и се вратија како триумфално како победници. Што направиле? Се уединиле. Зашто? Значи, предметот на обединување, ве молам, некој нека ми го каже, и против што се обединиле. Значи, тие се обединиле, она, предпоставувам по нивно што не го направиле 2001, сега да го доработат или да го направат. Таа работа така не бива. Тоа е однесување против уставно, на крај крајот има таму и предвидено во кривичниот закон и специјално дело за тоа кога некој ќе подрева уставноста на Република Македонија, и мислам можеби треба малку да размислувам за едно такво однесување. Еве зошто јас не сум против тоа во политиката многу да се воведува праксата што ја прави Зора Заев и неговата камарила. Секој ден штанцаат тужби, жалби, кривични пријава, измислуваат кривични дела и така натаму. Но кога се работи за, би рекол, мајка Македонија, татковината Македонија, мислам треба да внимаваме, да си ја заштитиме. Видите сега како. Во платформата е забележено, накратко ќе кажам, нема да само ќе испарафразирам содржината, дека најголемото добро за нас, сите овие што ги наведов македонци, турци, албанци, роми, срби и така натаму, е Република Македонија. Во член 1 и 2 е дадено што значи суверенитет, кој го има и од кој произлегува. Граѓаните на Република Македонија. Доколку граѓаните ти велат дека тоа што го работиш не чини, доколку граѓаните ти велат тоа што го работиш е против уставот на Република Македонија, против унитарноста, дека се скрнали јазикот македонски, на кој сакаш да му прилепиш албански јазик, ами што правиме со турскиот јазик? Што правиме со српскиот јазик? Што правиме со влашкиот јазик? Што правиме со ромскиот јазик? По кои мерила и стандарди албанците и албанскиот јазик се нешто повисоко од јазиците и другите права на останатите делови од народи, заедници или етноси, како најразлично се нарекуваат, по ниеден стандард. И на крајот на краиштата, ова е Република Македонија. Ова територија се организирал народот и си ја направил државата, си ја нарекол Република Македонија, направил конститушен, што велат американците, се обединил преку устав, тоа сме го искажале на референдумот, сме ги дале основните уставни принципи по кои ќе ја организираме државата, на кој начин ќе функционираат институциите, на кој начин ќе се остваруваат човековите права. Сето тоа е многу добро и убаво замислено и напишано во уставот. Имаше неколку редефинирања, една-две нормални, а една-две и ненормални редефинирања, да ве подсетам. Еднашка сменивме устав за знамето, значи, ај право за името. Влезот во Обединетите нации не издаде некој просте господ, ама починатиот Киро Глигоров. Ни рече 2-3 месеца, да ги броиме годините, многу се, многу се. Се уште сме со привремена референца, во која екзистира збор на држава која е мртва, Југославија, не постои веќе Југославија. Се откажавме од нашето природно право да ги заштитуваме нашите сограѓани или делот од македонскиот народ во соседните држави, тоа што сега албанците на неприроден начин го прават, за да мислите нам ние тоа одземано. Се по диктат на Грција и по диктат на Европска унија, и во тој дел го сменивме уставот. Замислете, сменивме знаме. Значи, во тој дел Бранко Црвенковски и СДС не издадоа, од причина што во нивно време брзоплето дозволува да се менува уставот, да се менува знамето. И видите сега, како народот да не се плаши? Изигран за името за привремената референца на Република Македонија. Изигран за знамето од Вергина Кутлеш
се смени, изигран за грижата на нашите сограѓани или државјани кои привремено или стално живеат во соседните држави, и сега некој ни вика, ова не е ништо, ова е подобрување на соживотот, мултикултурата, мултиконфесијата. Па не, па баш мултиетничноста не е ако два народа ги издигнеме на повисоко ниво, а останатите ги направдаме. Не, сите заеднички. Обединувачкото е уставот, територијата и јазикот. Секоја држава унитарна. И да не забораваме, ние сме унитарна држава. Не може мене некој кукавички јајца да ми подметнува кога ми дава примери со Швајцарија, Белгија, па ако сакате Канада и Америка. Тоа се покажани и докажани конфедерации и федерации. Дајте ми пример вие мене во светот каде што унитарна држава постојат два службени или државни јазици. Не постои тоа. Ткиво на повразување на сите нас македонците, без разлика каква религија, каква вера сме, од на кој народ му припаѓаме, или еве заедница, како што вели модерно сега нашиот устав, и така натаму. Јазикот македонски. Блаже Колевски што рекол, јазикот е татковината. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.